Овие денови сме сведоци на една досега невидена, хистерична и во исто време нелогична кампања од страна на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Историјата на парламентарната демократија не познава примерна земја во која што власта организира протести против опозицијата. Ние сме прва земја во светот во која што власта, наместо да ги решава проблемите на денешнината, ја троши целокупната своја енергија, време, а и народни пари, за да ни кажува што се случило пред 15 години. А од тогаш се одржаа 4 парламентарни избори. Во последните 12 години ВМРО-ДПМНЕ е 8 години на власт. Никола Груевски е веќе 4 години премиер на оваа земја со апсолутна власт во своите раце. Денес во Македонија економијата пропаѓа. Сиромаштијата и невработеноста растат. Огромен број наши граѓани едва и врзуваат крај со крај и водат битка за гол опстанок. Евроатлантските перспективи на земјата се целосно блокирани. Меѓуетничките односи се позагрозени. А Груевски и неговите и понатаму 24 часа на денот, 7 дена во неделата ни говорат и зборуваат за 95-та и 96-та. Најодговорно ви тврдам дека вакво нешто нема никаде во светот. Ова е наш оригинален, преродбенички придонес кон политичките, а би рекол и медицинските прирачници во светот. Социјалдемократскиот сојуз нема намера да го прифати и да учествува во ова неодговорно и грубо сценарио. Ова лудило, токму во интерес на граѓаните и државата, мора да запре. Затоа, господине Груевски, јавно ве повикувам. Престанете да ја уништувате денешнината и да се коцкате со иднината на земјата. Престанете од Македонија да правите држава за подсмев во целиот свет. Престанете да се криете зад милионските кампањи и пропаганди, зад вашите медиумски мегафони, да се криете зад оние жални ваши партиски послушници и марионети, зад крави, телиња и подарени трактори. Господине Груевски, јавно ве повикувам на телевизиско соочување, на ТВ дуел. Јас и вие со сите наши аргументи пред целата македонска јавност. При тоа, подготвен сум да разговараме за се што ќе посакате. И за 95-та, и за 96-та, но и за 99-та и 2001-та. Подготвен сум да разговараме и за транзицијата, и за преродбата. И за нашите, но и за вашите приватизации. И за вашата, и за мојата фамилија. Подготвен сум да разговараме и за вашиот патриотизам, и за, како што велите, моите предавства. А најмногу од се, подготвен сум да разговараме за тоа како да се решат проблемите со кои денес како држава се соочуваме. Како да ја обезбедиме иднината на овој народ. Господине Груевски, барем еднаш бидете вистински премиер. Соберете храброст, покажете одговорност, прифатете оваа покана. Народот нека не види, народот нека не слушне, народот нека оцени и нека пресуди.